Јавните финансии се некако запоставени во преговорите, договорите и разговорите околу кризата. Индикатор за тоа е тоа што, например, во извештајот на Прибе воопшто не се спомнува тој збор јавни финансии. Мислам дека тоа е проблематично, затоа што голем дел од изборните малверзации и манипулации се одвиваат преку злоупотребата на јавните финансии и заради таа причина во овој документ ние решивме да ставиме посебно поглавје за јавните финансии. Двата главни проблема во сферата на јавните финансии кои што ги идентификувавме се нетранспарентноста и недисциплината. Нетранспарентноста значи дека јавноста не знае на кој начин се раководат јавните финансии. Ќе го илустрирам со два примера. Едниот се однесува на еврообврзницата. Например, неколку дена по неуспехот со издавањето на еврообврзницата, немаме официјална информација за тоа што се случи. Немаме информација ни за проспектот, всушност не знаеме ништо што се правеше во врска со таа еврообврзница. Светските банки, например, го имаат тој проспект, ние, кои што треба да ги даваме тие пари, кои што треба да ги враќаме тие пари, го немаме тој проспект. Втор пример за нетранспарентност се однесува на буџетот, на структурата на нашиот буџет. Ако го отворите буџетот, например, таму има една ставка што се вика разни договорни услуги и таа ставка во буџетот за 2016 година изнесе околу 500 милиони евра. Тоа е огромна сума на пари. Во последниве 10 години таа ставка е зголемена повеќе од 2 пати за околу 300 милиони евра и преку таа ставка всушност се извршуваат најголем дел од оние анекси на договори за Скопје 2014. И кога вие ќе видите буџет кој што има ставка 500 милиони евра, а внатре нема ништо конкретно на што се однесуваат тие 500 милиони евра, вие не знаете практично на што се трошат јавните пари. Значи тоа е само илустрација за нетранспарентноста на нашите јавни финансии. Што се однесува на недисциплината, недисциплината значи дека фискалните одлуки што се носат се разликуваат од фискалните одлуки што се предвидуваат, тоа се планираат. Знаете дека на почетокот на секоја година има буџет за трошењето на јавните пари во текот на таа година. Ако видите што се случувало со првичниот буџет и со финалниот буџет во Македонија во последниве неколку години, можете да видите дека дефицитите секогаш се поголеми од оние што првично биле објавени и дека има други огромни разлики. Например, лани, ако земете буџетот за 2015 година, немаше предвидено воопшто да се издаде еврообврзница. На крајот на годината решија да издадат еврообврзница од 270 милиони евра. За оваа година беше предвидено да се издаде еврообврзница од околу 300 милиони евра, сега сакаат да издадат еврообврзница од 650 милиони евра. Тоа е само индикатор за фискалната недисциплина. Значи, двата општи принципа во делот за јавни финансии во овој документ се однесуваат на воспоставување на фискална транспарентност и враќање на фискалната дисциплина. Конкретните мерки преку кои ова мислиме дека може да се оствари се следниве. Првата се однесува на објавување на двонеделни или месечни буџети, тоест планови за реализација на буџетот, кои што би биле јавно достапни и би биле многу по-аналитични, тоест дезагрегирани од сегашните. Моментално има само годишен план за буџетот и тој буџет е премногу агрегиран, тоест не е доволно аналитичен. Како што спомнав, имате ставка разни договорни услуги од 500 милиони евра и не знаете што се крие таму. Ние предлагаме, значи, тие ставки да бидат многу по-дезагрегирани, за да знаеме што се тие 500 милиони евра и предлагаме тој буџет да биде достапен на двонеделна основа или ако е тоа премногу може да биде на месечна основа, за да може многу полесно да се следи. Втората мерка што ја предлагаме е да се објавуваат паралелно со овој план на буџетот, да се објавуваат документи за реализација на буџетот како што поминува времето и тие да бидат исто така двонеделни или месечни. На тој начин јавноста ќе може да следи како се трошат јавните пари и да види дали она што е планирано е всушност и реализирано. Дополнително на ова имаме мерка за контролирање на задолжувањето на владата, а тоа ќе се возложи така што секогаш кога има отстапување помеѓу она што е предвидено задолжување во тие планови и она што владата сака да го реализира, владата секогаш кога ќе треба да се задолжи, кога ќе сака да се задолжи повеќе од она што е предвидено во плановите, ќе мора јавно и транспарентно да каже зошто е тоа потребно и зашто ќе се трошат тие пари. Другите мерки кои што ги предлагаме се однесуваат на следната е, знаете дека кај нас постои голем дел во нашиот буџет, голем дел од долгот на владата е скриен. Тоест владата има многу неисплатени обврски
кон економските субјекти по разни основи, посебно на ДДВ или на разни други договорни услуги, и ние предлагаме да се објави колку изнесува тој скриен долг, тоест тие обврски, и да се направи план за исплата на овие обврски, кој што ќе биде транспарентен и кој што ќе биде базиран на принципот на итност. Значи, она што мора да се плати, она што е најитно да се плати, треба да се плати прво. Следното се однесува на капиталните проекти. Исто за капиталните проекти предвидуваме владата да објави јавен план за тоа кои се започнатите капитални проекти и да каже, значи да има приоритизација на извршувањето на овие капитални проекти. Она што не е неопходно да се стопира, да се продолжи само со она што е неопходно. Например, ако барокна фасада на ГТЦ не е неопходна, таа треба да се стопира. Од друга страна, ако треба да се направи за некој водовод во некој село, тоа треба да се продолжи. Значи, треба да се објави план за капиталните трошоци и да се каже јасно што е приоритет. И следното се однесува слично вакво е за јавните набавки. Знаете дека има голем дел на јавни набавки кои што се сомнителни и го предлагаме исто тоа и за нив. Овие мерки предлагаме, тоа сметаме дека може да се реализираат во период од 3 месеци. Ова се оние итни мерки кои што треба да се направат за да може да има регуларни избори. Дополнително на овие мерки имаме и малку подолгорочни мерки кои што сметаме дека треба да се започнат во овој период од 3 месеци, а би се реализирале целосно во некој подолг период. Тие се однесуваат на пресметка и објавување на вкупниот јавен долг на оваа држава. Претпоставам дека знаете веќе дека јавниот долг кој што владата го објавува не е целосен, тој не ги вклучува неисплатените обврски и не го вклучува целосно долгот на општините. Сега можеме само да шпекулираме колку изнесува вкупниот јавен долг, па шпекулациите се дека тој изнесува веќе околу 55%. Наместо да шпекулираме, владата треба јавно да го објави тој вкупен јавен долг. Следното е, владата треба да објави колку е бројот на вкупно вработени лица во јавниот сектор и да објави како тој број се движел во годините што следуваат. Мора да знаеме колку луѓе биле вработени во јавниот сектор во последниве години, а тоа сега не го знаеме. И следните работи што предлагаме да се направат, таксативно само ќе ги наберем во интерес на времето, се однесуваат на анализа на финансиските импликации, на фискалните импликации од проектот Скопје 2014, на привлекувањето на странските директни инвестиции, на одржливоста на пензискиот систем, на земјоделските субвенции и на социјалните импликации од даночниот систем и од системот на социјална заштита. И само на крај антиципирам едно прашање од јавноста, ќе го одговорам сега за да не знам во интерес на времето, за еврообврзницата. Она што на база на овој документ би можело да се каже за еврообврзницата е дека таа не треба да се продолжи со нејзино издавање, треба да се стопира затоа што таа е во директен конфликт со двата општи принципа кои што ги истакнуваме во овој документ, а тоа се принципот на транспарентност и на дисциплина, и еврообврзницата треба да продолжи, издавањето на еврообврзницата треба да продолжи откако ќе се имплементираат препораките од овој документ, тоест откако ќе се воспостави дисциплина и транспарентност.